Добро вечер, ново отворено студио на телевизија Нова. Денеска е петок, може би ден кога се очекува некакв полесен приод кон настаните или полесна тема која што би се обработувала пред почетокот на викендот, меѓутоа актуелните настани, особено во насока на македонските евроинтеграции, односно новата позиционираност на македонската дипломатија, не дозволува ден за одмор. Вечерашнава дебата ја нареков ревизија на историјата или бришење на македонците, односно што ќе донесе таа нова отвореност на македонската дипломатија. Со мене во студиото вечерва се мои драги гости, на неколку пати учествувале во овие отворени студија. Тоа се Наташа Котлар-Трајкова, историчар. Добро вечер за вас. Ви благодарам што сте дел од овој серијал на дебати поврзани со ова ново настаната дипломатска активност, и Ристо Никовски, поранешен амбасадор и аналитичар на овие состојби, особено кога се балканските релации во прашање. Добро вечер. Ајде вака, реков ревизија на историјата или бришење на македонците. Како вие гледате на ова ново позиционирање, особено што да речеме, еве, и денеска премиерот Зоран Заев има еден говор во кој што вели ќе отвориме уште 10 договори со Бугарија, неговиот настап плюс за бугарските медиуми исто навлегува во некои историски елаборирања кои што понатаму ќе дискутираме дали држат вода или не. Како вам ви се чини целата оваа позиционираност, особено во насока, нели, ако веќе оној делот со договорот со Бугарија го очекуваме да влезе во македонскиот парламент, како гледаме на оваа отвореност кон разговорите со Грција? Па, околу историјата има поквалификувани луѓе да зборуваат тука од мене. Меѓутоа, видите, историјата кој ќе кажете малку прешироко, непрецизно звучи. Ревизија на македонштината, би рекол, односно нејзино опстанок или бришење. Значи, тоа е прашањето се. Не, ако се ревидира историјата, тоа е често пати неизбежно. И ние самите имаме случај кога, нели, во поранешниот систем, некои работи се структурира на поинаков начин, сега се структурираат на поинаков начин, пак со истите грешки, нели така. И да бидеме јасни дека секоја држава ја пишува својата историја. Имаше обиди разни во Европа да се на единствен приод обработат историските книги, меѓу другото и на самиот Балкан, и ништо тоа не успеа. Знаете, во Европската Унија се уште нема заеднички учебници. Тоа се покажува како нешто невозможно, и тоа за една Унија која веќе има навистина достигнато доста висок степен на некакво обединување, нели така. На Балканот тоа уште, нели така, мислена именка. Значи, во нашиот случај се работи дали македонштината, а македонштината сме ние македонците, ќе се брише или не. И тука не треба да имаме дилеми. Плевнелиев, кој до вчера беше председател на Бугарија и пред тоа малце тактизираше, од која не остана, му помина мандатот, вели македонците треба да влезат во Европската Унија, али не и македонштината. Што е македонштината? Нешто лошо? Нешто Дај да го дефинираме терминот македонштина. Што тој всушност значи? Македонштината значи постоењето на македонците. Ако нема македонци, нема македонштина. Знаете, имате грци, имате грцизам, имате французи, имате француштина, разбирате, имате британци, британштина имате. Ако ги нема било кој од нив, значи тоа се брише, значи суштината сме ние. И ова често се зборува пред се од латина, нели така, али тоа е еден термин кој е доста, би рекол, широко прифатен од тој така наречен наш иредентизам. Тоа не е нашето име, разбирате. Околу нашето име, рекој и Баденте, рече и судот во Хаг, дека тоа не имплицира никакви ревандикации територијални или било какво. Значи, тој идентизам се македонците. А има македонци, значи ние сме иредентисти по самиот смисол на зборот, односно на името наше. Според тоа, значи, се работи и тоа треба да бидеме сосема јасни дека во прашање македонштината, односно македонците. На крајот од денот е дали македонското прашање ќе се затвори на секојаш или не.
И знаете, кога размислуваме на таа тема, мораме да бидеме сосема свесни дека промените кои се случуваа во овој регион, пред се почнувајќи од Балканските војни и Букурешкиот мир, донесоа една нова реалност, разбивање на тој етнички и географски регион Македонија, разбирате, каде имаше многу етноси мешани, кои што денеска има кај сите држави, иако некои не признаваат, например, како грците, малцинства или бугарите, меѓутоа, тука имаше повеќе етноси, разбирате, и тие се разбија. Мнозинството по многу, вие подобро знаете, по многу извршени пописи или анализи на демографската естествена состојба, најбројни биле македонците. Тоа се прекина, разбирате, грците прв пат во историјата стапна на Балканот, во Егејскиот дел, така наречен, од Македонија. И сега денеска велат Македонија била нивниот председател, сега за разлика од Плевнелиев, кој од која го изгуби мандатот, почна да зборува отворено, а грчкиот се зборува најјасно и не само тоа, сите го повторуваат од 91-2 година. После мандатот почна да објаснува зошто немал средба и како немал средба. Да, али сега па грчкиот председател цело време вели Македонија била и секој станува Грција, тоа е чиста измама, разбирате. Прво, значи од регионот Македонија 23,9% представува грчката територија, регионот Македонија. Ќе се повикам на вашето искуство. Да. Кога е променет називот на северниот дел на Грција во Македонија и потоа нели на аеродромот во Солун? Па видите, значи прв пат во историјата Грција зема власта на регионот Македонија после Букурешкиот мир и до некаде 30, не сум сигурен која година, 4-та, 5-та, дали 6-та, тој дел се викаше ново освоени територии во сите нивни документи. Ново освоени територии, разбирате, че не криева дека ги освоиле. И после тоа го нарекува северни територии и така натака, и Тракија и слично, се до август 1988 година. Значи 88. 8 година, август, кога тогашниот председател Папандреу Стариот, знаете, направи нова една административна поделба на државата и тогаш се појавија 3 административни региони. Често се зборува провинција е повисоко ниво. Во Грција нема провинција Македонија. Има 3 региони кои се отприлике нешто повеќе од општини. Сваѓате? Значи, и тие имаат своји имиња. Западна Македонија, Централна Македонија, Источна Македонија и Тракија. И сега тие веќе имаат географски одредници. Тие не може да се споредуваат со Македонија. А по друга страна, република, значи држава, не може да се споредува со региони, имате илјадници случаи такви во светот, да не одиме подалеку, имате овој Луксембург кој е поголем надвор од држава отколку што е во Луксембург, имате Бретања во Франција и Велика Британија и така натака. Разбирате, према тоа нема колизија, не паѓа во контрадикција едно со друго. Според тоа, значи да се вратиме на вашето прашање, значи во суштината ова прередефинирање на Балканот, како што и вие најавивте вашата емисија, значи, се работи на начин што македонците како такви, како најмалу бројни, меѓу другите, иако црногорците се уште помалку од нас, како нација и територија кои биле спорни со векови, разбирате, сега одеднаш сака да ги елиминираат и мисле дека на тој начин ќе ги решат проблемите на регионот, што е апсурд, што е заблуда невидена, бидејќи прво дека македонци постоеле, разбирате, најдобар доказ дека македонското прашање било најмалку 150 години од овој Берлинскиот конгрес на ОУН било на дневен ред, било на маса. Не може да има македонско прашање да нема македонци, разбирате. И сега ќе завршам со констатацијата дека обидите да се затвори тоа македонско прашање, да се избришат македонците, се погубни. Тоа не било можно ни пред 100 години, ни пред 50 години, најмалку сега, без нова Балканска војна. Разбирате, бидејќи ако некој се обиде да не прекрсти нас, а тие напори сега се добиваат на интензитет и се максимализираат, тоа значи нови конфронтации во регионот,
кои ќе трајат долги години, бидејќи ако тоа започне, сите имаат своји аспирации. И соседите, разбирате, и тука ќе се вклучат не само Вашингтон и не знам и Брисел и сите соседи, тука ќе дојдат и Атина и Москва, да се разбереме. И затоа е гаранцијата дека прво тоа е погрешна политика и ако одат во таа насока, гаранцијата дека сепак нема да има војна е тоа што нема Вашингтон кој е цар во регионот после распадот на Југославија да дозволи нова војна, бидејќи тие најмногу се плашат од доаѓањето, враќањето на Русија во регионот. Ако има ли војна, тоа е отворена врата. Според тоа, војна нема да има, меѓутоа нема да има мир и ако Македонија продолжи со една ваква политика на виткање на рбетот, на политика на прифаќање, на капитулација де факто, кога да сме поразена сила во некоја агресивна војна која сме воделе, а Македонија никогаш не била агресивна во регионот ни пошироко, значи сето тоа ако се продолжи со таквата политика води во дестабилизација долгорочна на регионот и уништување на Балканот како еден ентитет кој ствари треба да биде дел од Европа и како таков да биде, мислам, долгорочно стабилен и со перспективи за развој. Во ова ваше подолго образложување на работите е уште едно подпрашање како влез во она што сакам Котлар да ја прашам. Дали во дипломатијата е познато, повторно се повикувам на вашето искуство, да една земја соседна бара да се оттргнат споменици и да се оттргнат имиња, топоними или воопшто имиња на институции, за да може да се продолжи со било каква понатамошна комуникација? Таков случај во светот немало. Нешто слични, мислам, манифестации имало. Разбирате, например, после распадот на Југославија, словенците некоја новчаница, ставија некои символи кои австријанците ги смета за своји и ги повлекува тие, разбирате, значи такви забелешки се можни, меѓутоа вакво нешто кој што се случува наш со оспорување на името на државата, со оспорување на народот, разбирате, со оспорување на спомениците и слично, тоа е толку антиисториско, нецивилизацијско и неприфатливо што мислам нема зборови да се опише. Сваќате, на пример, еве да одиме подалеку да ги земеме овие од антички споменици, било кој да се тие. Антиката е наследство на сите, разбирате. Светско наследство. И никој не може да го ограничува тоа право, а само идентификацијата е универзално право, кој исто така никој не може да го спорува. Котлар, во оваа насока, околу спомениците, постојат ли, ајде сега да не бидам прегруп, во една дебата со исто во повеќе амбасадорски состав, беше поставено прашањето дали Македонија би можела да постави едно реципрочно или барање да биде оттргнат некој споменик, исто во насока, нели, како Александар ако пречел, нели, војнат на конј тука во центарот, да се оттргне од Солун или од Атина некој за да се определи како кич или дека ги навредува чувствата. Постојат ли такви споменици во соседна Грција? На што би можеле ние да се повикаме како Македонија, дали воопшто ако ние ги повредуваме нечии чувства, дали историјата покажува дека се повредуваат и македонските чувства во таа насока? Првично околу споменици не би сакала да зборувам, тоа е веќе ирационално. Веќе навлегуваме во некои води кои што и не се битни. Во моментов што е битно? Битна е именката, како што спомна амбасадорот, Македонија. Од територијата, само идентификацијата на народот го влечи своето име. Во однос на идентификувањето на македонците како такви, по пат на својот јазик, и долгите години обстојување, исто така, она што е адут во особеноста на македонскиот идентитет или само идентификувањето, тоа се борбите за ослободување. Тие влегуваат во народната меморија, како што спомна вчера вашиот гостин. Тоа е она што нас не прави посебни или поразлични од оние другите. Конечно, историјата е наука која што се занимава со процесите во една временска вертикала. Ние секако можеме и би требало да бидеме наследници на она културно наследство кое што се движи по таа вертикала од антика, средновековие, нов век или современие. Конечно, ние како институти имавме и објавено Историја на македонскиот народ од 2008 година.
каде што тие процеси се многу убаво објаснети, иако и тогаш во тој период се крена една прашина, не баре ние сме недовитни како историчари, па не знаеме како да си ги објасниме или протолкуваме историските процеси. Сепак, античкиот дел, па и средновековниот, влегува во онаа меморија на македонскиот народ во 19. век, особено кога веќе ја нема својата Охридска архиепископија, која е народна институција, и која во таа држава во која што постоела се признавала црквата како признавање за определен народ. Конечно, ние секогаш треба да внимаваме дека во нашата историја секогаш работиме на проучување на определени процеси, така што не верувам дека моите колеги не би знаеле да ги протолкуваат одредените процеси и во антиката и во средновековието, или пак археолозите да не си ја знаат својата работа, или пак оние кои што се определиле да дадат една символика, односно определени споменици во нашето општество. Јас како студент немав многу можност да ја проучувам античката историја. Имавме прекрасен предавач, одресен, професор Проева, која што многу убаво не подучуваше како треба да ја третираме и проучуваме античката историја на Македонија, античка Македонија. И верувајте дека барем таа генерација успеа и да се запознае и да ја осознае таа историја, и верувајте, таа е дел од нашето културно-историско наследство. Апсолутно. Некакви други поделби дека само едното е доминантно или само другото е доминантно, тоа веќе не држи вода. Конечно, да го цитирам и другиот ваш гостин вчера што беше, 21 век, а во 21 век покрај определени техники, методологии, постапки и принципи постојат и современи науки кои што се занимаваат и со форензички работи, кои што покажуваат овие недоветни, да речам, македонски историчари, она што го напишене, меѓутоа тоа оди во тој прилог. Само една забелешка, еден академик наш, кој иначе не е од историските науки, од медицината има дадена една прекрасна дефиниција. Вели, словенството е последниот пласт на македонизмот. Значи, тој македонизам има многу пластови, разбирате? Да. Македонското, и последниот е словенството. Да. И тоа ми се чини дека објаснува се. И знаете, во таа насока, кога дошле нашите тука, нека биде 6, 4, 5, 12 век нека е. Не наште празно. Се измешале. Да. Се измешале и тоа е тој континуитет, разбирате. Има континуитет, апсолутно. Тој континуитет кој не сме да се игнорира. Јас им верувам на моите колеги кои што се занимаваат баш со тоа средновековно проучување, со историјата на Источното Римско царство или Византија, кое што добро имаат определено дека на овој простор имало античко македонско население, кое што во оној мал број заедно со онаа нова словенска компонента го дава амалгамот во следните векови кои што веќе изродува во 19 век со барање за јазик посебен, посебна црква, посебна територија, односно административно уредување, односно ги даваат сите одредници елементи на македонското прашање. Точно. Не македонската држава, де факто. Да, македонското прашање требаше да биде се скриено и во османлиската држава. Так. Меѓутоа, Русија, заради своји определени интереси, геостратешки, како што и денеска имаме геостратешки интереси на наша штета повторно од другите. Апсолутно. Ја прави таа ситуација онаква каква што е, да не навлегувам сега во некои историски предавања, меѓутоа покрај тоа беа и другите царства, Австриското царство, Британија беше многу заинтересирана за патот да го обезбеди од Средоземното море кон Индија, тука беа големи сили, Франција еден период доминира, меѓутоа заинтересирана е за друг период, меѓутоа Британија, Австрија и Русија ја даваат и денешната ситуација во онаа која што се наоѓаме. Знаете, уште една забелешка, русите на почетокот на своето, да речам, навлегување на Балканот, јас годините не ги знам, не навлегувам во тоа, прво се обиделе преку Грција да работаат. Тука немале големи успеси, продолжиле преку Србија и свршија преку Бугарија. Сите тоа им пропадна на крајот краиштата, али никогаш
преку Македонија, никогаш со македонците, разбирате. Едини исклучок е Коминтерната во 30-те години, која рекоа дека има македонска нација, не може да се игнорира, разбирате, ама тоа сепак остана слово на хартија, се до Втората светска војна, која благодарејќи на нашата определба против фашизмот, разбирате, Македонија успеа да се етаблира како фактор во регионот, предводен од комунистите и да создаде своја држава. Подоцна од другите, али сепак успеа. Да не беше 44-та година македонската држава, веројатно никогаш повторно немаше да ја создадеме. Пред да ги најавам рекламите, јас морам сега да се надоврзам на прашањето кој што ви поставив околу спомениците. Истражував малку околу тоа кои се тие споменици и кои се тие символи кои што би можеле да не навредуваат и дали постојат кај соседите, нели поттикнато до набарање за нели тргање на дел од спомениците како предуслов за започнување на некакви сериозни разговори околу надминување на спорот со Атина, поставени нели од грчката МНР, и да речеме, еве го најдов бистата и споменикот на митрополитот Каравангелис, кој што да речеме еден од оние кои што се пионерите за грчката пропаганда и црквата во нели северниот дел на Грција, со трапите на Македонија. Така, од 1900 година кога станува митрополит во Костур, и токму во Костур и во Солун има големи споменици на Каравангелис за потсетување. Уште едно име се поврзува со Каравангелис, првиот кој што го придобил како борец за грчката кауза бил Коте Христоф, односно Коте, познат како Коте од Рулја. Ајде да ги погледнеме рекламите. Еве неповторно во отвореното студио на телевизија Нова, ревизија на историјата или бришење на македонците. Што е тоа што треба да помине како процес за да нели се откочат македонските евроатлантски интеграции, онаму каде што се брза со новата извршна власт во Република Македонија. Разговараме со Наташа Котлар Трајкова, историчар, и Ристо Никовски, поранешен амбасадор. Разговаравме за македонизмот, разговаравме малку за историјата, и кога сме кај историјата, Котлар, многу интересно е што постоја иницијативи, големи, преземени од историчари, преземени од Институтот за македонски јазик, кој што скокна, еве вака да се изразам, во одбрана на она што би требало да биде многу јасен дел, што е македонска историја и што е македонски јазик, и колку се големи опасностите кои што нели се прават со едни вакви чекори во брзање. Еве, да речеме дека не е намерно туку е во брзање, меѓутоа некако се стиша по договорот со Бугарија. Постои разочараност, постои повлеченост, или на што се должи тоа што вашите колеги кои што потпишуваа и писма и нели барања, додека од другата страна, еве вака сега да направиме една паралела, од бугарска страна веќе слушаме дека и прават избор на со кои лица би можеле они да соработуваат во таа комисија помеѓу Македонија и Бугарија за ревизија на учебниците, додека ревизија за учебниците се бара и од Атина. Дека неподобни биле нели историчарот Чепреганов или Блаже Ристевски. Каде се вашите колеги? Дали дискутирате со нив? Јас можам да зборувам само за себе. Со оглед дека целиот мој пат на образование во однос на историската наука не ми бил така лесен и едноставен и немал кој да ми ги овозможува лесните патишта. Јас се јавувам во секој момент за да си го оправдам својот влог, научен и човечки, во овој однос. Предпоставувам дека имаат сосема други определби и идеи, што луѓето во овој момент не сметаат дека треба на некој начин јавно да... Притисок, да речеме, во работата ваша, оние што беа подпишани? Не знам, дали може би постои некако битна... Јас и не сум ги видела, да бидам искрена, тие колеги, одамна не сме се виделе. Меѓутоа, многу често беа активни за определени прашања во претходниот период и се гледавме. На што се должи молчењето, јас можам само да претпоставам дали се работи за проста човечка особина на страв, на чување на своето работно место,
можеби определени нивни други политички, идеолошки моменти. Не знам да ви кажам. Мене би ми било срам, доколку како историчар бидам поканета, а не одговорам, со оглед, пак ќе кажам, дека сепак јас сум 24 години во оваа сфера и сепак сум председател на Сдружение на историчари и сметам дека треба да кажам дека историската наука не дозволува диктат од друга сфера, од политика, тогаш нема свое национално идентификување тогаш таа наука. Таа нема да има и научна идентификација пред се. Доколку треба да се создадат определени промени, слушаме ревизии, измени, тие треба да се случат во ЕСНАФ-от. Значи, најнапред, во самиот ЕСНАФ треба самите луѓе историчари да предочат дека во определени периоди или во определени теми треба да се разработат или сменат некои термини, да се именувања, процеси. Да. Меѓутоа, тоа значи научна дебата. Ако нема научна дебата, јас не знам што ќе биде ревизијата. Точно. Се е политика. Да, затоа што ние како научници точно во таа научна дебата ние ги бистриме потребните одговори ги добиваме на тој начин. Точно. Науката не смее да биде зависник од политиката. Добро, врз основа на што ги бистрите? Врз основа на нашето прво образование како историчари. Факти, аргументи. Факти, аргументи, истражување на документација, соодветно толкување во историската наука, како и во сите други науки, постои зошто и затоа принципите на истражување, на докажување се тие. Да не ги спомнувам сега уште од времето на Никола Коперник, поставени како такви дека треба да постојат. Меѓутоа, научна дебата до сега меѓу нас не се случила на барање, да речеме, на определени колеги, па ајде тоа да го расчистиме, дали е тоа терминологија, дали е датирање, дали е именување. Во секој случај, ако треба да се случат промени, тоа треба да се случи во самиот ЕСНАФ. Конечно, едната страна нека биде про, другата анте, меѓутоа ние ќе дојдеме до потребните одговори. Точно. Меѓутоа, владата ја доживувам само како извршно тело. Таа треба да биде во услуга на определени дејности. Дали се тие образовни, научни, здравствени или економски, тие така треба да функционира. Ќе бидам малку послободен и ќе ве прашам. Дали науката може би потпадна под, не знам, 16 нови прозорци? Донација на 16 нови прозорци. Да речеме, толку ли беа во Институтот за македонски јазик? Вака сега, не знам за прозорците на Институтот за македонски јазик. Меѓутоа, јас знам да ви кажам дека во науката многу малку е инвестирано. Сега ќе бидам многу отворена во однос на целата политичка гарнитура која била присутна овие 27 години. Значи, најдобро се живеело во науката, поточно подразбирам, работело, во првите години кога беше експертската влада и тие министри кои што знаеат да дојдат во Институтот за национална историја и да прашаат што е потребно. Треба да има проекти, треба да има макропроекти, треба да има пари за истражување. Ние не сме биле долги години на истражување. Министерството за образование и за наука не дава средства за објавување на научните трудови. Ние го молиме Министерството за култура, ако во некоја ситуација би било така расположено да инвестира. Значи, кои се инвестициите во науката во последниве 27 години? Зборувам. Не сакам да зборувам за еднава идеолошка или за другава идеолошка ситуација. 27 години колку е издвоено од бруто доходот во Македонија на име наука? Колку многу кадри се вработени? Друго, зошто е отпаднато реномето на научните работници? Секој може да дискутира и да зборува за историја, не баре тоа кафански муабет. Ајде да зборуваме за физика и хемија тогаш така, за кафански муабет. Значи, тоа е наука која што не може апсолутно некој лаик да ви кажува што прочитал, како прочитал, па да ви каже колку грешите или не грешите. Сега, ајде да направиме споредба со соседствата во оваа насока, се извинувам, Никоски, може. Овој дел, еве, за чисто објаснување, го
терам во таа насока за да може да видиме зошто Грција, Бугарија, Србија имаат стратегија од нивните академии врз која почива политиката, која и да е политичка елита на власт. Ми го зајавте зборот. Ќе ви го вратам подоцна. Тој сегмент ќе му го оставам на господинот Никовски, а јас ќе си го одговорам мојот дел, да. Значи, јас од секогаш велам, со прегласувањето на независноста на Република Македонија, како таква, мораше да постои една програмска платформа или стратегија. Ориентација. Да, ориентација кон каде ќе се движи внатрешната, но и надворешната политика. Затоа што тие се доста комплементарни. Од едното зависи и другото. Например, ние можевме да трасираме една поагресивна надворешна политика, ширење кон запад, север, исток на економски, политички, инфраструктурно во секој случај. Меѓутоа, ние не се определивме. Најверојатно, нашето општество се уште не беше зрело, кога велам зрело, мислам и на образовно и на интелектуално ниво, па и на национално ниво, за да се свести дека треба да има една стратегија по која што ќе се движи едно општество, без разлика на власта која што е во моментот. Затоа што, пред некој ден истото го реков, односот кон историјата на сите нас како поединци го одразува нашиот однос кон општеството. И да не зборуваме понатаму. Немаме стратегија, немаме однос кон научните, дипломатските, и економските и другите стручни дејности. Институтот за национална историја, да ја запознам јавноста, деновиве е во една градителска атмосфера, бидејќи таа строго наменета зграда за научни истражувања сега е преполовена и делот од зградата е дадено на, мислам дека не грешам, јавно обвинителство за финансиски криминал. Кажете ми вие, Институтот за национална историја, кој сега ќе слави 70 години од своето постоење, заслужува да биде во такви услови? Може ќе добиете и вие нови прозори. Не верувам. Нас и да ни бидат тие прозори... Може и 18, Нам не ни се потребни толку прозорите, нам ни се потребни документите, кои што беа во истата зграда со Институтот за национална историја, во архивот. Архивот е на друго место, но депото се поплавува и е на старото место, а историските документи, односно архивската граѓа, ја проучуваат историчари. Значи, тоа беше грешка и во претходниот систем, ама грешкава продолжува и во стариот систем. Друго, во услови и на најтешки воени услови во Србија, Министерството за наука даваше средства за објавување на научните трудови и за излегување на научните публикации во Србија. Без разлика од која наука, можам да ви кажам за историската наука, значи во најтешките услови даваше средства. Ние ентузијастички го правиме списанието Историја со добивање на средства од Министерството за култура, кога ги добиваме, кога не ги добиваме. Истражувањата се случија за прв пат после 13 години во институтот лани. И не баре ќе се поискаравме меѓу себе кој прв да добие средства за истражување. Истражувач мора да има средства за истражување. Истражувач мора она што го сработува да го презентира на општата јавност, односно да се отпечати книгата. Мора научниот работник да има еден статус во ова општество, како и сите други што треба да имаат одреден статус. Вреднувањето, значи, на трудот веќе одиме и во друга сфера. Да. Но ви го препуштам делот за стратегијата. Ја прво да поставам прашање. Дали намерно се немаше стратегија, чекајќи го, ајде да не речем годо кој што може би тропа на врата решението. Ако веќе поаѓаме од тоа дека веќе се направиле одстапки кои што беа неколку пати споменати, тоа е промена на устав, промена на име, на прифаќање на референца, па промена на знаме, нели? И дали тука лежат и тоа се те или наши... се извинувам, онаа политика на еквидистанца која што постоеше? Да, видите, тоа се тие наши стари синдроми, разбирате. Во поранешна Југославија, сите републики до Црна Гора има своји институти
за стратегиски истражувања, за вакви такви истражувања, кај нас имаше, ако се не се лажам, само еден институт, разбираш. Нашите се плашеа, ръководителите, вероятно, кај многу институти, кај многу паметни луѓе, ќе има конкуренција, ќе изгубат работата. Не, тоа изгледа смешно, али тоа на крај е трагедијата. И суштината е во тоа што се нема стратегија. Јас ќе ја потсетам и повозрастните се ѓаваат ваши гледачи, во поранешна Југославија имаше една афера со премиерот на Словенија Кавчич, која добија пари за патишта, тие ги градеа патиштата према Италија и према Австрија, не према Хрватска. Значи, нивната ориентација беше во Европа и отидува во Европа, разбирате. Така да, кај нас имате, во споредба и вие самите посочивте, Српската академија на науките е задолжена за српското национално прашање, за историјата на Србија, за перспективите на Србија, разбирате. Бугарија исто така, Албанија исто така, Грција, и да не ја спомнуваме, нивните институти за јазик, перманентно лансираат документи и материјали, често пати одат во национализам. Бугарија дека се граничат со бугарски територии, Србија, САНУ, знаете што све направи и така натака, да не се враќаме на Гарашанин и така натака. Албанија, академијата секојдневно работи, Бугарската академија, тука доаѓа кај нашата им држат лекција, вика ние сме исто, разбирате, нашиве представници што соработуваат. Тоа е државна политика, разбирате. Државната политика треба да дава пари и треба да ги задолжи тие институции да работат за националната кауза. Ние имаме денеска ману, нема став ни за законот за јазиците, ни за договорот со Бугарија, односите со Бугарија се истражуваат веќе 50 години најмалце таму. И тие кога беше договорот со Бугарија, вика, кој ќе го видиме договорот и дадеме став, тие треба да дават насоки, разбирате, да кажат, да го поменат народот, да речат, слушајте, ова не сме да се направи бидејќи тоа и тоа, разбирате, така да политичарите добиваат по глава и ги држат за уши да речат, не правете грешки. Тие викаат, кој ќе го видиме договорот, ќе дадеме свое мислење. Тоа покажува дека таа академија не заслужува никакво внимание. Може би малку би излетало од темата, меѓутоа слично се однесува и Уставниот суд, да речеме, никогаш сам не се произнесува за некои зафати, туку чека отпосле, па некој ако оспори, дури тогаш реагира, па има издвоени мислења и веќе се прави. Не само тоа и не реагира на некои работи кои се кршени уставот. Се уште една работа која вие може би периферно ја допревте. Знаете, се заоструваат, стануваат жешки сите тие обиди да се прекрсти Македонија и меѓу другото се зборува за рушење на споменици, прекрстување на аеродромот и веќе има да речеме иницијативи, меѓу другото и дипломатскиот така наречен клуб рекол дека треба да се прекрсти аеродромот. Знаете, дипломати, видите, дипломати да речат треба да се прекрсти нешто пред време, тие не се дипломати и немаат појма од дипломатија. Знаете, ако веќе почна тој процес, очигледно почна за некој прекрстување државата, треба да се знае дека било каква концесија дадена пред време не вреди ни 5 пари. Значи, ако ние веќе еден ден, не дај Боже, го рушиме споменикот, разбирате, на Александар, за тоа треба да добиеме голема награда, разбирате. Ако ние го прекрстиме аеродромот, не дај Боже, треба да добиеме за возврат нешто. Да не се случи, зашто еднаш се изгоревме. Променивме знаме, променивме устав, што добивме? Ништо, разбирате, не вратија назад дури. Сваќате? Значи, секоја дискусија договор кој што прекрши. Разбирате, секоја дискусија за некакви наши концесии покажува дека само луѓе виде, само почекајте, ние сами ги си степаме меѓу себе, разбирате. Знаете, израелците градеа на Газа, на западната обала, населби пред 50 години и сега повторно градат. Знаете, и сега веќе имаат политички проблеми, ги градеа со една единствена цел, кој ќе дојде моментот за решавање да имаат што дадат концесија и да барат други големи добивки од другата страна. Сега тоа стане проблем кога другите живеат 50 години, никој не е спремен да се оди од таму, раѓате. И ти одат со нови. Значи, место ти да однапред ги даваш концесиите, разбирате, треба да се држи во строга тајност што Македонија би можела да даде и кој ќе седне на маса, ако дојде до тоа, очигледно таа насока оди, тогаш да се направи тие последни ценкања, целта е што помалку да дадеш, што повеќе да добиеш. А ние како сме пошли, дај бе, ние ќе дадеме ова, ќе дадеме оној, кој ќе дојде моментот за она финално потпишување на договорот, ако дојде до такво нешто. А мислам, за среќа
има шанси дека грците нема да прифатат, а ќе не спасат тие. Разбирате? Така да ние де факто предвреме се соблекуваме и после сакаме да победиме. Нема шанса. Велите дека не, еве, јас само ќе се надоврзам во еден ваков разговор. Јас пред известно време дознав дека тоа околу именувањето кој што нема да се одржи дел Македонија во новото решение, односно како велат Централно Балканска република, е едно од решенијата понудени од Берлин уште пред известни број на години. Така што да видиме дали е тоа една од причините колку политичките елити се запознаени и намерно вака ја кочат работата за да нема стратегија која што понатаму ќе направи нели проблем. Ќе направи внатрешни студии. Знаете, кога веќе господите да праша, се извинувам, мораме да бидеме свесни. Договорот со Бугарија е катастрофален, капитулантски за Македонија. Договорот со Грција може да биде уште пострашен. Меѓутоа, во овој момент, најголемата опасност за македонската држава доаѓа од законот за албанскиот јазик. Ако тоа помине, Македонија веќе нема и државата нема да се вика ни Централно-Балканска, ни Славо-Македонска, ќе се вика Славо-Албанска Македонија, разбирате. Така да бидеме свесни дека најголемата опасност... Тоа дури содржи Македонија за разлика од овие решенија кои што не содржи. Тоа Македонија ништо не значи, таа нема да биде само ќе биде една именка која ќе биде географска одредница, а нема да има врска со името. Тоа ќе биде географската одредница. Тоа ќе биде географската одредница. Така да мислам дека е клучно да се јавноста информира, да стане свесна дека со промена на македонскиот јазик, со неговата девалвација, со двојазичноста на земјата, веќе македонска држава нема, разбирате. Кој ќе албанските наши сограѓани и политичари почнат секаде да зборуваат албански, и јас ќе ви покажам која е целта Адеми кога му вели на нашиот во собранието, кога вели дека треба да се еве го, може да го види Адеми Доминов. Треба да се научи албанскиот јазик да може да комуницира со мене како што можам јас со тебе. Би било добро да го видат гледачите дека тоа е целта на сето ова, а тоа значи целосно редефинирање на државата во смисол на апсолутно бришење на македонизмот и со тоа државата се федерализира, голема Албанија ќе биде или ќе биде нешто друго и нешто трето, воопшто не е важно. Така да мислам дека суштината на сите тие промени кои концентрирано чекор по чекор се вршат, значи се ликвидира тој македонизам, сега се концентрирани на законот на јазикот, на таа тиранска платформа која целосно се редефинира, целосно се имплементира, а тоа значи дека државата ќе стане нефункционална, ако албанците почнуваат да зборат секаде албански, по тој закон ќе почнат, ние во ниедна институција нема да можеме да функционираме, бидејќи ако на македонците не научат албански, нема држава заедничка. Ако пред малку ја прашав Котлар, каде се нејзините колеги? Сега ќе ве прашам вас, каде се вашите колеги од постарата генерација дипломати, кои што имаат слични размислувања со вас, а знам затоа што контактирам со нив? Зошто не излегуваат во јавноста? Треба да ги викнете. Не, токму напротив, викнати се не доаѓаат. Зошто постои таков молк и препуштање на... Знаете како, секој молк се доживува како беше одобрување. Молчењето значи одобрување. Видите, суштината... Комуницирате ли вие со нив? Со некои, да. И луѓе кои што пишувале книги, држале предавања во дипломатскиот клуб и секаде... Видите, се ги покажам уште нешто. Видите, суштината е во доминирањето на политиката врз во државата и тоа е една традиција на Европа, на Балканот, разбирате, и тоа не води во таа капитулација. Ако ваму прават прозорци, што ќе прават кај нив дома? Нешто дома ќе им променат? Видите, знаете, политиката доминира кај нас во се. Тоа е факт, разбирате. И во сите за балкански земји е така. Да видиме и во Албанија, и во Грција, дури една Бугарија, Србија и така натаму и така натаму. И кога е така, секој се плаши за себе, за семејството. Знаете, моќта на државата е огромна. Ако некој се замери, имат 1000 начин да го уништат. И се уништуваат луѓе, разбирате.
Тоа се случувало и во нашиве 25 година независност. Меѓутоа се ги покажам дека сегашната владеачка партија, незиниот председателски кандидат во 2009 година, Фрчковски, ево го текстот кој вели: Љубомир Фрчковски, председателски кандидат на СДСМ и НСДП, Македонија нема да го смени името. Ево го, тоа е датумот и ќе ви кажам, вторник, 17 март, Нова Македонија, 2009 година. Македонија нема да го смени името. Тој истиот што вие велите како што многу други, се главните носители дека Македонија треба да го смени името. Значи Па добро, многу ми не го посочуваат Црчковски дека е еден од носителите на таа антиквизација, со хунзите, со сеите тие зафати кои што постоеа. Ако веќе гледаме така. Синоќ ќе го покажав тој документ на една друга телевизија, кој вели македонската историја е 2.500 години трае, разбирате. И тоа е од 2008 година изјава, сваѓате, која покажува дека тоа не го измислила претходната власт, него тоа е резултат на тие перијаници на сегашната власт, кои сега се потполно спротивни, сакаат све да рушат, разбирате, и ако нивниот кандидат вели дека Македонија нема да го смени името, не зборува своје име, зборува во име на партијата, разбирате. И сите овие нивни сегашни представници во собранието, патениците, кои велат дека треба јазикот, разбирате, према Охридскиот договор, нема врска. Во Охридскиот договор истиот Фрчковски тврдеше, кога што беше учесник во Охридскиот договор, велеше: според договорот, вика, албанците имаат право да зборуваат на својот мајчин јазик во име на лично име, во име на државата, бидејќи мнозинството е македонско, дека официјален јазик и службен јазик од државата е македонскиот, во име на државата мораат да зборуваат на македонски. Себе ќе тоа не важи, ќе зборуваат на албански и нема веќе Македонија. Дали може да направиме една пауза за рекламите, за вторите реклами во оваа вечерашна дебата? Ајде погледнете ги вторите реклами па да продолжиме со дебата. Еве не во третиот дел од вечерашнава дебата, насловена ревизија на историјата или бришење на македонците со амбасадорот Никовски и историчарката Котлар. Стигнавме до еден момент каде што отвораме повеќе прашања зошто се ита толку брзо кон евроатлантските интеграции. Односно, еве, амбасадоре, кои се придобивките од евроатлантските интеграции, освен оние познатите, безбедност, стабилност, реформи, но и дали вредат за таков пристап, како што ја би го нарекол народски одродување сами од себе? Видите, Европската унија е цивилизацијско достигнување. И јас лично се сомнам дека ќе се распадне, и имаше неодамно една германска анализа дека до 2040 година ќе ја нема. Јас мислам дека ќе опстои, може и помал состав и слично, и тоа е напредок, бидејќи Европа разбиена на толку многу држави не може да биде фактор во светот, знаете. А вака обединета, бидејќи имаме на Кина која е джин, разбирате, четвртина од светот, имаме на Америка со нафта, кај е исто така крупнета, една Русија која се околу така, нивната нова економска унија која е града таму, и Европа треба да биде. Македонија треба да оди према Европската унија, мислам дека нуди повеќе придобивки, не само финансиски, него реформите се пред се за нас, разбирате. Добро, што е она што треба? Меѓутоа, ако ви дава некои непристојни услови за нешто, се одбиваат. Знаете, мнозина кај нас викаат: ама добро, тоа тие поставуваат услови, тие можат така натака, како што и ваши некои соговорници велат: ама Грција е јака. А што кој е јака? Значи, ние треба да го спиткаме рбето и да длазиме по земја, разбирате? Она што го поставуваат нас е неприродно, неприфатливо, разбирате, тоа е непристојно. Знаете, тоа е исто што ни велат прво името, потоа членство, како го било која, да простите, дама бара работеча, да, ќе те приеме, ама, разбирате. И сега се случува во Америка, кога сите тие режисери, вамо тамо, тоа првото, викале, ама има еден услов, разбирате. Тоа е проституција, сваќате. Ако Македонија се проституира, ако некој сака да го прави тоа, не на моја сметка, не со моја согласност, разбирате. Така да, треба да се оди према Европската унија. Таа е цивилизацијско достигнување, ама не по секоја цена.
Значи, во таа наша борба, која е неравноправна, бидејќи тие таму го имаат стапот, сваќате, и сега ќе потсетам дека од декември 92 година до некаде почетокот на 2008 година, самитот на НАТО во Букурешт, проблемот името се решаваше во Вашингтон. Сега Нимиц не е веќе човек на Нью Йорк, односно на Обединетите нации, тој беше секогаш на американски човек, али сега работи во функција на Брисел. Значи го префрлија проблемот 2008 година во Брисел, затоа Брисел има стап. Ама и Морков има, разбирате. И со тоа не уценуваат блокада, уцена и ултиматум. И знаете, сите ваши соговорници, сите наши дебатери, поготово тие што сметаат дека или НАТО или крај на Македонија, што е глупост првокласна, Македонија 100 години може да живее без НАТО и ЕУ, а да се развива првокласно и без никакви проблеми, иако би било подобро да биде во ЕУ, а тие дали ќе издржат толку не знам. Значи, ако цената биде да влеземе како не македонци, да не избишат како македонци, мислам тоа треба да биде човек, не знам, Можно ли забеган. да се смени без да се смени устав? Да фатиме три Видите, неколку прво, овакви. мислам, врзувањето со уставот, мислам дека е неприродно. Знаете, ако ние добиеме нешто што вреди без да бидеме понижени, без да бидеме посрамени, јас 5 пат би го сменил уставот. Уставот се менуваат уставите, уставите не е нешто од Господ дадено. Знаете, така да се прекрстиме, а да не смениме уставот. Дајте да се прекрстиме, односно да го најдеме решението, да 3 пат да го смени уставот, али да тоа не биде дека ние не сме македонци, дека не така да не однароди и да го разнебите македонците. Сваѓате? Така да решение има, али треба да се избори некој. Јас ќе ја потсетам дека Виетнам имаше 650.000 максимално наоружани војници американски. Тоа беше Макнамара, беше министер за одбрана. Јас бев во Виетнам, бидејќи службував во Кина во тој период, разбирате, во 75-та година или 75-та година, и во Јужен Виетнам бев. И тие виетнамци кои нема ни лопати, ни мотики, разбирате, ги победи американците. Затоа што беа во право. Дајте правда да секојаш победува, али треба човек да биде свесен дека треба да издржи и да се бори. Македонија за своето име, за својот опстанок, за нашите предци, разбирате, кои биле македонци, сега да ги прекрстуваш и да бидеш северно македонец или не знам каков македонец и да не бидеш воопшто македонец, тоа не е понижување, разбирате. Тоа е нешто што е нецивилизацијско, недостојно, непристојно, срамно и така натака и така натака. Значи, Македонија треба да работи на прием во Европската унија, треба да направи се и оваа влада што го става тоа на маса прашање е позитивно, али начинот кој сака да го реши тоа со капитулација е апсолутно неприфатливо. Тоа е историски штетно и тие што го прават тоа ќе бидат осудени, бидете сигурни ако така нешто направат не само до историјата, него и до овој народ. Пред малку зборувавте за законот за јазиците и неговото влијание. Тука сега би се надоврзал со Наташа Котлар во насока се слуша, имам некаква информација дека еден институт ќе добие владени пари за да се пронедат албанци во илинденското восстание. Дека тоа било нели како еден така нивното учество, колку било нивното учество, колку било нивното значење на албанците во тој период во илинденското восстание. Што тоа би значело од историски и воопшто како тоа ќе се рефлектира во државата и воопшто во формирањето на ставовите и идните можеби стратегии ако се направат некогаш. Ако е вистинито тоа, би било добро да има средства и за Институтот за национална историја. И за други истражувања. И за дополнителни истражувања во однос да речем на илинденското восстание. Во моментов не, меѓутоа ми се случи во една дебатна емисија еден соговорник некако да ми упати реплика за учеството на албанците во илинденското восстание. Тоа беше по повод значењето на Илинден, кој што е македонски празник во однос на државотворноста.
Символ наша држава. Символ е, затоа што и во првото заседание на АСНОМ, говорот на Панко Брашнаров се повикува на илинденските борби и на традицијата. Панко е еден од... Да, апсолутно. И сите наши единици беа по именувани, да, имате Пито Гули, Гоце Точно. Делчев, Јане Сандански, именувани војни единици. Сакам само да кажам дека Илинденското востание беше производ на една организирана македонска долгогодишна акција која што течеше како подготовка. Ово го кажувам во однос на организацијата која што постоеше и која што имаше определена идеологија. Основата на таа идеологија беше Македонија на македонците. За сите луѓе кои што се присутни на македонскиот простор. Во таа насока, значи во своите декларативни искажувања, организацијата ги прифаќаше сите оние кои што ја сакаат слободата на Македонија во една автономна политичка творба, односно независна држава. Точно. Во тие рамки, значи, ние покрај македонците, значи, македонското население беше најбројно, бидејќи сите тие социјални, национални, па и културолошки, идеолошки и политички девизи кои што ги нудеше организацијата, најмногу се одветствуваа на потребите на македонскиот народ. Точно. Имаше луѓе кои што имаа свое влашко потекло, едните учествуваа, другите не учествуваа. Најмалку ги има, конкретно да ви кажам, албанците Што би значило доколку се бараат сега, што би значило еден ваков чекор, доколку државата финансира извесен институт со национална презнак, дека треба да се најдат албанци во Илинденското востание и нивното значење. Дали со тоа нешто ќе се промени? Тоа значи ви се одзема правото на државотворност, односно сувереноста. Се релативизира. Да, сувереноста на македонскиот народ да декларира дека овозможил со својата борба ослободување на Македонија, односно тој негов напор дека, како што кажавте, се релативизира, односно се крши таа државотворна нишка која што до сега можевме да си ја имаме и во однос на АСНОМ, а и во однос на прогласувањето на независноста, односно сето ова што сега и го говориме, а и претходно и ни се случува, е кршењето на можноста македонскиот народ да ја има таа сувереност и на територија, и на историја, и на политички одлуки. Или бришење на македонците, да, бришење на едноставно, верувајте. Што би вака во слободно толкување? Што ќе дојде Илинденското востание? Бугарско-албанско востание? Ако е веќе така замислено, ако е така, веќе е едно од барањата дека ободи во таа насока тогаш. Се релативизира све. Се релативизира и македонската ослободителна антифашистичка борба. Едните сега нема да ги именуваме како окупатори, беа администратори, ама немаше македонски јазик и македонски школи тогаш. Администраторите, да, малку фашизам имаше. Иначе администраторите малку подзаборавиле дека овој, да, случајно. Или во Западна Македонија тие таму администраторите што ги стави Италија, а иначе беа албанци и тие групчи случајно беше и тие случајно подзаборавиле дека има тука македонско население и кое што му врши албанизација. Николски, вие бевте во оваа студија токму во истото столче и дискутиравме за тоа дека се бараат бугари во Албанија? Да. Слушај, тоа е сега најактуелно таму, таму. Како рековте тогаш, како ви посочиле кога сте со кој амбасадор сте разговалале? Тоа не, тоа беше Сабри Годо, тој беше председател на интелектуалец Воремен Албански, беше председател на Комисијата за надворешни работи во Собранието и тој почна со таа теза дека има бугари во Албанија. И јас му реков, добро, сега вие сте интелектуалец, кажете ми, објасните, па јас не разбирам ништо. До вас има македонци, значи држава Македонија, 250 километри нека биде воздушна линија до Албанија. Како може се преку тие македонци тука да има бугари? Се насмеќе во право сте, разбирате. А знаете што би сакал да малце прецизирам, бидејќи преска реков дека околу значењето и тежината на јазикот, законот за албанскиот јазик. И реков дека и да
каков договор погубен да подпишеме со Грција и овој што го подпишеме со Бугарија кој е капитулантски се смешни во однос на оваа друга опасност. Дали е ова дел, значи кој е на Не, што само дел е? да. Дали има поврзаност и кој е кому му припаѓа? Да, Само да. накратко. Да, Законот за јазиците, ваквите истражувања кои што можеби ќе ја струшат тоа се државотворноста, тоа дали се- се дел од ова бугарскиот и грчкиот Не, тоа се договор дел од или како? меѓународно сценарио кое трае 25 години, кое чија цел е брише на македонците. Меѓутоа, знаете, тие договори кои ќе подпишете било каков договор. Ова не е договор кој ќе, нели како што е Букурештот и слични меѓународни. Ова се билатерални договори. Доаѓа нова влада и вели договорот со Грција од не знам тој датум не важи, ова држава не го признава и вие де факто се враќате назад на претходно Не знам дали што не е во лесно. случај доколку дојдат до некои Не, договори може, меѓународни може. подпишани, Тој дали може и ќе со да се- Бугарија да се откаже. Меѓутоа, ако се прифати оваков како што е законот за јазикот, разбирате, враќање нема. А ако се Нема. се подпише договор со Грција, има враќање? Има. Има. Македонија ќе каже договорот со Грција со кој прифативме прекастување беше наметна со сила од едни, други, трети, вамо таму и тоа се докажува и светот го прифаќа тоа. Разбирате, ниеден договор... Ако го прифата факт е- светот тоа, што не го прифати ако факт- светот дека постои сега Ама ова? видите, тоа поставува Јас прилики не и видам можности. таа карта. Не, велам, јас ви кажам само, тоа е само една компарација да се види тежината на тоа другото. Не дај Боже, сме во ситуација да се откажуваме од договори, да подпишеме наш капитулација, па да речеме дека не важи, тоа ќе се врти во магиесен круг, ќе губиме време, енергија, пари и слично. Разбирате? Само ви кажувам, јас тоа го потенцирав како од каде доаѓа најголемата опасност, бидејќи ако такво нешто прифатиме, нашите сограѓани кои ќе ги добијат тие апсолутно нерегуларни, апсолутно нелегални права, никош нема се откажат од нив, а тоа значи нови војни, судири и катастрофа за сите. Јас ви благодарам за учеството во оваа дебата вечерва. Наташа Котлар и Ристо Никовски, ви благодарам за вашето внимание ова петочна вечер. Имајте убав викенд. Ова беше дебата посветена на ревизија на историјата или бришење на македонците, што се овие зафати кои што се однесуваат и на домашните промени на законите и во односите кон соседството и македонските евроатлантски интеграции. Ви благодарам на вниманието, останете со програмата на телевизија Нова.